Недензифицирано, стари и неиспрани постелнини, мравки во собите, прашина до гуша и поплавено купатило. Ова се само дел од мизерните услови во кои бројни македонци го живеат 14-дневниот државен карантин. Меѓу нив е Душица Милевска, која за Алфа ја раскажа голготата за нејзиното пристигнување во својата татковина и нејзиното досегашно искуство во еден од хотелите на Попова шапка. Собите беа премногу прљави, воопшто не беа дезинфекцирани, јас имам и видеа и слики. Премногу прашина, неисправосмукан, имаше некои статоци од нешто црно на тепихот, дали е кал или не знам што. Побарав правосмукан, каде исправосмукам, меѓутоа ми рекоа дека има дека е расципана, дека не правосмука добра и дека затоа изгледа така како што изгледа. Освен за ужасните услови како што ги нарекува Милевска, таа се пожали и за тоа дека во двокреветни соби се сместувале и по повеќе луѓе, што е спротивно од препораките. Таа се спротивставила и одбила да биде сместена во соба со непознати луѓе, па од надлежните таму добила одговор за подобри услови да си бара врски од владата. Сега преспи вечерва во хотелот, се издржи и утре јави се на некој што познаваш, вика, така се дешава, вика, кога познаваш некого, вика, ке ти извадат од хотелот. И јас веќе попуштив, ми беше ладно, влегов во хотелот, мене ме ставија сама во соба и жената исто ја ставија сама, меѓутоа внатре во собата беше премногу прљава, беше ладно, немаше никакви услови, ветото се поплавува. За жал не е само Милевска. Социјалните мрежи вријат за лошите услови во државниот карантин. Дојдовме во хотелов карантин каде се уште никој не ни проверил температура или не тестирал или не ги погледнал лекарските уверенија од бродските лекари, ни дадоа соби, некој по двајца, некој по тројца во соба, како на екскурзија, а не во карантин. Карантин во хотел во Охрид, тројца во една соба со 2 кревета. Да, баш така, без да ти обезбеди основни услови за изолација од ваков тип. Нашава татковина насилнички ќе ни објасни како се прави тоа. Не третираа како да сме некои криминалци или жариште на болести, како да сме сите болни. Никој не сакаше ни оддалеку да разговара со нас. Што сме ние за нашата држава? Откако почна кризата, а земјите во Европа и регионот ги затворија границите, со помош на МНР во земјава се вратиле околу 4500 граѓани.